вид за Македонија кој вели дека сме број 2 во светот по корупција. Толку сме корумпирани што не имаат корумпирано да го препуштиме првото место. Квази држава во која секој се што е на продажба јавно, транспарентно и никој ништо не му може на корумпираниот, затоа што оние што треба да го санкционираат според словото на законот се покорумпирани од него. Оне јавниот обвинител блада нешто на телевизија како демек работеле по закон, дрнјариња, шие мугаџура, а од Марс се гледа дека секој ден постои некој корумпиран во обвинителството, судството, полицијата, царината или во политиката. Знаете како се гледа дека е некој корумпиран? Многу е лесна констатацијата, најлесна е на свет. Кога една работа нема логика, тогаш се работи за корупција. Човечка логика, мислам. Секаде во општеството каде што нема логика, таму има корупција. Едноставно е многу. Има логика штрајкот на даскалите да биде ставен во мирување и да не добијат ништо. Дали има ова логика? Нема. Па Јакимчо тоа го објасни иако никој ништо не го разбра. Како што објасни онаа несреќа на Реджепи кога доброволно го киднапираа за да го средат новото парламентарно мнозинство. Иста работа. Немаше логика да се потпише на мнозинството и да го снема 3 дена. А потоа раскажуваше фантастични приказни како оние за Хари Потер, за ЕУ и за жена му. А приказната е една. Корупција, корумпирани битанги. Сега на тие корумпираните што раскажуваат приказни без логика ќе им вработат жени, швалерки, деца, ќе им дадат тендери и готово. Корупција, како што беше корупција со осудените за 27 април. Ги осудија 180 години за реално здружување во толпа и хулиганство, а го залепија сето тоа или го завиткаа во бландата на тероризам. И тој што отвори вратата, прославениот крстомуковски вратарот, го почастија со тендери. А ако не отвореше вратата, ништо тоа немаше да се случи. Така, немаше да има последици, историјата ќе беше малку поинаква. Вака, историјата се создаваше на база на предавство и корупција, чиста логика. Ама не, кога логиката престанува, корупцијата владее. Според оваа логика, 300 спартанци кои во 480 година пред нашата ера ги соприја лјадниците персијанци на Термопилите, не се валидни за таа приказна. Кој што Крсто не е валиден дека отвори врата што беше блиндирана и при тоа во државата создаде трајни последици со векови. Исто ко спартанциве, нели? Ама спартанците испозагинаа до еден, а на Крсто влакно од глава не му фали. Дури е полн како брод, како гусарски брод. Ама без логика на неговото место лежат други луѓе, вкупно 180 години затвор. Се е можно кога си корумпиран, луѓе мои. Тоа е, корупцијата е најгадниот криминал, а ја гледаме секој ден. Се е корумпирано и локално и глобално, се корумпира со бенефиции, со тендери, со грантови, со ваучери, со вработувања и тоа го прават највисоки институции, се е корумпирано. Абе на мочање не можеш да отидеш без корупција, а камоли на операција или на суд. Боже, пази, Боже, пази. Затоа се вика не раскажувајте бајки кога ја објаснувате корупцијата, затоа што бајките немаат логика. Таму каде што владее логиката, владее и правото. Логично ако си криминалец да лежиш затвор. Не е логично професорите да добијат тикви со расол, а некој позна да добие грант од 1.400.000 евра. За крастајци да сади. Крастајци криви. Ме молам. Вака како што изгледа, нема надеж. Дури ти, Анджелина Джоли, ако ми дадеш. И пак нема надеж. Ние сме во клиничка корумпирана смрт. Се е корумпирано. Самата логика кажува дека некој издал 200 пасоши на криминалци, а судот дава огромни казни за влечење коса. Но за одземање живот казната е мала, затоа само дајре, пуштете си онака од срце, бе. Абе, терајте, бе. Обвинителите се глуви кога јавно се кажува дека парите од рекетирање ги зеле нивните политичари наредбодавци, кои ги има на илјадници, ги има на фотографиите и документите, нели? Тоа е тоа. Народот ја препознаа корупцијата затоа што ја знае логиката. Правото може да го извртите, но човекот се раѓа со чувството за логика. Затоа логиката е најважниот чекор кон вистината. И да знаете, ако сте корумпирани, чабе објаснувате и се правдате. Секој што логично размислува знае дека сте криминалци и корумпирани. Логично, нели? Чиста логика. The next day. А Пасиев, младо момче,
Младо професорче, дали си на Зоќе Заев тројанско конче? Само прашувам. Ке речат, Сашо, какаш? Шо си се фатил сега за Апасиев, па и он како тебе удира по Заев? Мајката. Ајде поред, или ако сакате да почнеме од позади. Апасиев беше во шарена револуција позната како платена револуција, која нели боеше, уриваше и палеше за да Зоќе Заев дојде на власт, за да ја смени името и да ни ги направи сите овие несреќи, и тие не се бореа за да падне Никола Груевски. Јас еве да кажеме се борев за тоа. А Апасиев се бореше заедно со сите тие левичари и платеници за да дојде СДС на власт. Затоа сега неговите компањони никаде ги нема. Затоа сега него гушкаат ГТЦ, не дигаат глас кога Шилегов иној Српче и секоја пола град, не гушкаат паркчиња веќе. Јас скромно се борев Груевски и Мјалков да паднат и нивниот режим, и ја не се борев како некој професор за да дојде тамо некој друг хибриден режим и не бев шарен. Не сум бил на ниеден митинг, не сум фрлил ниту едно балонче со боја нели по државните институции. Само додуше се појавив на еден митинг за хонорарците кај што храбро извикав: "Царот е гол!" И денес велам дека царот е уште гол. Соголен лежи на балдахини некаде во некој хотел во Будимпешта, а везирот му е у притвор без кауција. За жал, царот отиде, но сега имаме император, како оној од Војна над звездите, Зоќе Олмајти. Истиот тој Зоќе му кажа во една прилика на Апасиев и неговите левичари дека биле договорени и дека му давал средства на Апасиев за да се бори и одзема гласови на ВМРО ДПМНЕ. И дека тоа било договорено, му го пресна тоа на Апасиев на една седница во парламентот. И тоа во еден момент, така како овој не очекуваше можеби, нели да добие таков директ. Мислеше дека Господ го фатил за брада, нели, со неговите досегашни хонорари што ги добил и од СЈ и пратенички плати и све. Ама Зоќе не носи брада, само на очари носи, за да може поубаво да види кај ќе ти го начука, кој ќе дојде најприкладниот момент за тоа. И така Апасиев тогаш остана без даден одговор нели на јавноста. Дали ова што го тврди Зоќе, императорот Олмајти, е вистина? Ама изгледа Зоќе се што кажал досега, се ни се остварило. Мислиш овака тропа глупости, ама се што ќе каже, тоа ќе се случи, се е вистина. И не е далеку денот кога опозицијата ќе победи на локалните и парламентарните избори. И на тие избори Апасиев и Левица сигурно ќе се избилдаа до 10%. Може ќе земат 5-6 пратеника. И со среќа нека име. Барем така велат од неколку релевантни амбасади. А кога на народот му велиш дека ќе му го вратиш името, ќе му ја укинеш двојазичноста, ќе го уапсиш и не дај Боже ќе го обесиш на плоштад премиерот, народот за тоа ти верува. И народот ќе се држи до тие ветувања што си му ги дал. Така Апасиев ќе си ги дигне сумите на пари од државата, ќе си направи пресудни пратеници и советници за мнозинството во општините и ќе и го збрца на опозицијата. Еве уште од сега покажува рогови, вашиот сладок Апасиев ќе го остави Заев на власт. Слушајте што ви вели Сашо. И тогаш ќе рече нормално, па ние сме левици, идеолошки сме секогаш поблиски нели до левите партии како што се СДСМ. Па името не можеме баш да го вратиме. Па ние во левица имаме и албанци, како сега двојазичноста да ја вратиме? И ќе се прават, јас мислам така малце неутрални, малце наудрени, но ќе го поддржуваат горе-доле Зоран Заев. Тоа е можеби долгорочен план. Зајко убаво си го смислил. Кој не се продаа за малку пари, се купува за многу пари. А гладните левичари, колевичари, фолиранти, кој ќе видат пара, ќе далдисаат како тинејџер на порно актерка. Некои му веруваат на Апасиев исто како на Заев што му веруваат. Иначе немам ништо лично против професорот. Ама некако изгледа анализава е против него и мора да се расвити со Зајко. Затоа мора да се расвити. Нели овој рече дека му чувал разговори од средбите, кој знае што си ветувале еден на друг. Лево, сврти лево, сега пак лево, па другото лево. А тоа е можеби снимено и квалитетно. Кога еднаш ќе фрлиш куртон со боја кон правдата и ќе направиш бррр,
ти си бе брат, навлечен за цел живот, не си глумец па да се ресетираш кон мене, затоа што ние влегуваме у улогата и кога ќе видиме дека режисерот е тапа, сценариото е провидно глупо, а камерата аматерска, па лесно искачаме, знаеш, влагаме одма у некој друг лик, у некој друг филм, у некоја друга представа, но или влегуваме во друга улога, ама вие сте задоени за измама. Па тако факултет сте завршиле, што да ви правам? Tomorrow.